Добро вечер и добре дојдовте во новата епизода на Седмица. Како сте ми? Се надевам добри. Еве го тераме месец мај. Времево е малку лудо. Те сонце, те облаци, те ветар, те дожд, да не знае човек каде тера. Но тоа е. Таква е вистинската пролет во Македонија. Ако ништо друго, мислам дека за земјоделците, но и воопшто за природата и зеленилото во Македонија, времево како да е порачено. Погледнете колку е разеленета цела држава. До толку, што ете ние овде во Скопје уште малку ќе почнеме да живееме како во џунгла. Пролетните дождови и топлото време создадоа бујна вегетација низ повеќето скопски улици, а особено тоа е забележливо по главните булевари каде тревата не е искосена. Да не зборуваме за градскиот парк, посебно оној стариот дел. И верувајте, не е само Скопје, слично е по патиштата и селата. Но тоа е, уште малку ќе фати лето, високи температури, па валјда самата ќе се исуши. Само не дај Боже дотогаш да не касне некоја змија или лапне некоја анаконда. Како прочитав на социјалните мрежи, не е висока тревата, туку ние сме низок народ. Баш изгледа така. И секоја сезона истите теми, како во некој магичен круг да сме. А дојде пролет, не е искосена тревата. А дојде лето, ќе почнат пожарите. Ке дојде есен, ке почне загадувањето. Ке дојде зима, ке се гушиме во маглата, а не дај Боже да падне снег. Па после, пак се однова. Тоа е таа наша прекрасна Македонија. Неис, време е да се фатиме со поважните работи што се случија изминатава недела. Еве како, на пример, на 9 мај се прослави јубилејната 80 годишнина од победата над фашизмот. Во вака неелектризиран свет како никогаш досега, прославата на јубилејот помина во кавги, поделби и скривување на вистината. Кој колку бил заслужен, кој дал најмногу жртви, па дури се отиде дотамо едни со други да си покажуваат со прст кој е сега нацист, кој е сега фашист и слично. Мислам дека и за време на студената војна немаше толку голема поделба околу овој важен датум. Русија традиционално го одбележа денот со парада, а ден подоцна својот одбележување имаше и Украина. Светските лидери се поделија. Западниот свет отиде кај Зеленски во Украина, источните кај Путин. Македонија, која во рамките на народно-ослободителната војна на Југославија имаше свој голем приданес за победата над фашизмот, пред се, ослободувајќи се од бугарската фашистичка чизма, годинава реши да си слави дома. Никој од власта или не замина за Москва, никој не замина за Киев. И тој е многу паметен и разумен чекор. Толку многу си има променето светот во моментов, што навистина не е наша работа да се мешаме во тие туѓи манџи. Доволно жртви дадовме ние за време на Втората светска војна, што сега нема и непотребно е да се ставаме на една или на друга страна. Посебно не на страната на Путин, кој колку и да сакаат тоа русите да го признаат или не, во моментот води окупацијска војна против Украина. Таму меѓу себе се убиваат луѓе, чии предци пред само 80 години се бореа рамо до рамо да се ослободат од фашистите. Но не би биле ние Македонија, ако и кај нас не се појави некоја будалетинка која мисли дека е попаметна од сите нас. Составе тодашни социјалистички Југославии. Наши деде партизани сражали с плечком к плечу с народиме Советского Сојуза против општего врага. От имену партии Левица, от имену македонского народа, желаю вам крепкого здоровья, мира и благополучия. С Днем Победы! Да здравствует дружба между народами! Извинете што видео ви го пуштив без превод, без титул, но навистина не знам течно руски, но мислам дека доволно можете сите да разберете што кажа самопрогласениот македонски Че Гевара. Еве ќе се обидам ја малку да преведам. Од страна на тогашната социјалистичка Југославија, нашите храбри партизани заедно со народот на Советскиот Сојуз се бореа против општото зло. Од името на партијата, од името на македонскиот народ, ви посакувам добро здравје, мир и благосостојба, да живее соработката меѓу двата народа. Мислам дека човеков е навистина влезен во некој сталинистички филм. Ај што држеше говор на некоја си споредно плато, во некое паркче, пред едва и десетина луѓе. Тој навистина мисли дека е некој голем лидер во Македонија. Но неговата самобендисаност и погрешна перцепција за сопствената грандиозност е негов личен проблем. Нешто со кое нема ние за што да се занимаваме. Може би психолозите, но дефинитивно не ние. Тоа што многу ми смета и мислам дека и на вас е прашањето. Со кое право Апасиев зборува во името на македонскиот народ?
Како слободен македонски граѓанин, тој може да оди каде сака, со кого сака да се среќава и разговара. Ете може и со лидерите на руските комунисти. Може да продолжи со така наречениот гробен туризам, нека оди повторно со цвеќе кај Енвер Хоџа и други гробишта. Има слобода и право да го прави својот личен, професионален и политички избор. Ако лично смета дека во моментов најпаметно е да се замине во Москва и да се клања пред некој си четвртов Путинов ешалон, четврти затоа што мислам дека до Путин може да стаса само во сон, значи тоа е негово право. Но тоа нека го прави како граѓанин или ете како лидер на левица. Никако во мое или ваше име. Не од името на македонскиот народ. Таков мандат никој не му дал. Неговата партија има колку? 5-6 пратеници. На избори за него едва гласа 67.000 граѓани или околу 6,7% од избирачите. Значи нема никаков мандат да оди низ светот и да говори во име на македонскиот народ. Посебно не сега во ваква деликатна ситуација во која се наоѓа светот. Да, македонскиот и рускиот народ се блиски, но исто така сме блиски и со украинскиот народ. Не знам дали Апасиев знае, но во 2001 година, кога војувавме со УЧК, токму украинците беа тие што веднаш ни помогнаа. Со опрема, но и со персонал. Луѓе нивни пилоти летаа со хеликоптерите над фронтот. Втора работа. Без да навлегувам во тоа кои се длабоките причини за украинската војна. За тоа ќе ми требаат неколку епизоди. Но факт е дека денешна Русија, посебно Путин, еве веќе 3 години немаат легитимитет да ја присвојуваат победата над фашизмот само за себе. Да, Советскиот сојуз даде на 20 милиони животи, но освен руси, меѓу нив има и голем дел украинци, па и казакстанци, узбекистанци, грузици и слично. И нешто многу поважно, што професорот и самопрогласен Че Гевара не разбира или можда само се прави наудрен, е фактот што со години ние му кажуваме на светот дека тоа што го прави Русија на Украина е исто, нормално, без војна и жртви, со тоа што нас ни го прави Бугарија. Русија не ја признава Украина како држава, не го признава украинскиот народ, не го признава нивниот национален идентитет, не го признава украинскиот јазик. Еве сега ја фалсификува историјата и си ја присвојува и антифашистичката војна за себе. Познато ви е, нели? Истото што ни го прави нас Бугарија. И сега, додека ние како држава и како народ му укажуваме на светот дека нас истото ни се случува, ќе повторам, без тенкови, дронови, бомбардирање и жртви, Че Геварчево заминува за Москва и му се клања на Путин. Да, ние како народ имаме и многу забелешки кон така наречениот западен свет, посебно Европската унија, и гневни сме кон нив заради лицемерието. Но тоа не значи дека треба да се оди веднаш во прегратките на некој кој сакале тоа да го признаеме или не, сепак во моментов е светски насилник. Реков, немам ништо против Русија како држава или рускиот народ. Токму спротивното сметам дека сме пријателски настроени и дека за разлика од многу европски земји, русите можеби имаат разбирање за нашите проблеми. Но исто и со украинскиот народ. Така што како држава треба да држиме и водиме политика на еквидистанца. Нема што без потреба да се ставаме во средина на една војна која рака на срце нема врска со нас. Така што Апасиев, ете, има целосна слобода да оди каде сака, со кого сака да се сретнува и да изразува благодарност на кого сака, ама во свое име. Ако мисли дека пред избори сега ќе ќари нешто ситно, со тоа што ќе удри на некоја си ју носталгија или носталгија кон социјализмот, нека му биде. Но не во мое име, не во име на македонскиот народ. И сега додека Апасиев оди да се клања на Путин во Москва, другиот опозицијски лидер што прави? Ај прво за златнова виза, точно или неточно дека имате златна Како виза? интересно преку Дубај доаѓаме за... Па затоа што има излегува приказни дека во Дубај се среќавате, дека има прослави кафани. Одличен пропаганден спин Да. на сите работи кои што се крупни политички прашања решени и така натаму. Добро, ај прво за визата, станува збор за виза која што апсолутно ја бев обвинувам дека таму имам недвижнини или кузне какви милионски сметки и апсолутно тоа го демантирав. Не е ни едното ни другото. На вистина со таа виза која што ја поседувам за Дубај, значи не е никако поврзана со на инвестиции. Со во никаква форма. Во однос на улогата на Едниот во Москва, другиот во Дубај. Жална е ова наша Македонија, кога двете личности кои се представуваат како опозиција и кои имаат амбиции да ја водат државата, си имаат резервни нации. Како во случајот со Апасиев. И тука, со златната виза на Филипче, може би нема ништо спорно.
ако тоа се однесува на обичен, слободен граѓанин на Македонија. Но тие двајца не се обични граѓани, посебно не Филипче. Ке ви објаснам зошто е така. Но ајде прво да видиме каков документ изгледа има Филипче. Така наречената златна виза во Обединетите Арапски Емирати формално им овозможува на странските државјани долготраен престој во земјата од 10 години без потреба од локален спонзор, како и целосна собственост врз бизниси на нивна територија. Програмата е наменета за инвеститори, предприемачи, научници, талентирани професионалци и одлични студенти, овозможувајќи им постојан престој, право на работа и учење, како и можност да ги спонзорираат своите наблиски. Покрај тоа, носителите на златна виза можат слободно да патуваат и да престојуваат надвор од земјата повеќе од 6 месеци без да ја загубат визата. И дотука се е во ред. Слични визи даваат и други држави. Но проблемот, што златната виза во Дубај има и друго неофицијално значење. Тие визи Емиратите им ги даваат и на разноразни светски криминалци, корумпирани функционери, па дури и водачи на наркокартели. Еве, например, сите знаеме дека во Дубај во моментов е еден од најбараните криминалци од Македонија, водач на еден од нашите домашни наркокартели. Личностите ги користат овие визи за да го легализираат капиталот и ги штитат од испорачување во нивните матични земји во случај на законски прогон. Затоа што Емиратите имаат толку многу сложена процедура за екстрадиција, која речиси никогаш не се исполнува за да некој биде испорачан. Неофицијално во Дубај има македонски државјани кои поседуваат најмалку 40 имоти, кои не се пријавени во Централниот регистар на Македонија. Имено до 2019 година македонците не можеа да вложуваат во недвижнини надвор од државата. Со измените на законот, на граѓаните и компаниите им се овозможни легално да купуваат акции и недвижнини во странство. Условот е дека имаат должност купениот имот да го пријават во регистарот за вложување во недвижнини во Централниот регистар на Македонија. Колку тоа го сториле, само Господ знае. Не тврдам дека Филипче е еден од нив, но ова не ви е малку чудно? Немам виза која што е поврзана со инвестиции, немам виза која што е поврзана со недвижнини, немам илјадници евра, немам сметки, немам виза која што е поврзана со милиони авиони, камиони, едноставно имам само виза која што ми овозможува да патувам. Ова не е некоја стара изјава од пред некоја година. Ова е изјава во која негира дека има златна виза од пред само еден месец, кога владеачката ВМРО ДПМН го прашуваше колку милиони им се транзакциите во Дубај и дали Филипче и Заев поседуваат и луксузни станови таму. ВМРО ДПМН обвини дека екс-лидерот на СДСМ и блискиот другар на Филипче, со кого се советува Заев, профитот и провизиите од криминалните сделки ги инвестирал во Дубај, каде што имал сигурно прибежиште, обвинувајќи го Филипче дека е негова продолжена рака која му го чува партиското столче. Значи, пред 2 недели тврди дека имал само обична виза за да патува, а сега вели дека сепак имал виза заради тоа, како рече, преговарал со некоја болница таму за да работи. Кога ја зборува вистината, сега или пред 2 недели? Немојте ви се молам, дека мириса нешто на расипано се осеќа од километри. Посебно затоа што во Македонија веќе подолго време кружи неофицијалната информација дека некој од кај нас инвестирал или сака да инвестира во изградба на некоја кула од 80 ката во Дубај вредна 600 милиони евра, со средства наводно стекнати преку масовен рекет. Кој? Не знам и не можам да тврдам дали е тоа Заев, Филипче. Ама знам кој се журка во Дубај. Ма каков Путин, каков Трамп, каков Орбан, Харис Џиновиќ му е мајката. Сигурно ја памтите снимкава на која ете лидерот на македонската опозиција како тинејџер срамежливо снима со телефонот од ќошот на салата и му се воодушевува на својот гуру Заев. Таа била направена на гранде журката на познатиот пеач Харис Џиновиќ во ексклузивниот хотел Хилтон во Дубај и се одржа лани, мислам 25 или 26 октомври. Журка која српските медиуми ја нарекоа дернек каков што не се памети. Уште на времето, кога го праша Филипче за оваа снимка, тој одговори: "Не сакам да коментирам работи од мојот приватен живот."
Не, баш треба да одговори што барал на оваа журка, како што треба да одговори во детали зашто точно му е дадена таа златна виза и каква е неговата поврзаност со шпекулациите дека неговиот политички ментор Заев ги сели бизнисите во Дубај, каде се шпекулира дека е веќе и преселен со една нога. За волја на вистината, Заев сега е, да речеме, обичен смртник, против кого, колку што сите знаеме, барем за сега, не се водат никакви истраги. Според тоа, како слободен граѓанин без посебни обврски кон истражните органи, тој може да патува каде што сака и кога сака. Може сите бизниси да ги носи таму. Како што и другите членови на неговото семејство се селат полека во Дубај или Австрија или не знам каде. Тоа што ваквите потези мирисаат на бегство и тоа што во Дубај се крие еден од лидерите на најозогласените македонски картели, тоа е друга работа. Тоа веројатно е само коинциденција. Но Венко Филипче не е во таква позиција. Тој е председател на опозицијската СДСМ и пратеник. Мислам дека основно политичко правило е, не само политичко, туку и етичко. Секој што сака да биде лидер на една политичка партија, да учествува на избори и да се бори за власт, за да стане премиер или да ја води државата, таа личност треба да живее во Македонија и за Македонија. Во својата земја да работи и тука да плаќа данот. Со својот народ да дели и добро и зло. Да, Филипче, како секој слободен македонски граѓанин, а ги има и лјадници, може да се реши да го напушти родното огниште во потрага по подобар живот. Ете, тврди дека му нуделе работа во некоја болница. Тој, како и секој човек, и сега има право веднаш да ја напушти Македонија. И никој никого не смее да осудува поради тоа. Но исто така не е спорно и тоа дека секој наш иселеник има легитимно право да биде политички активен, нели? Да гласа на избори, па дури да биде избран за пратеник. Ама Филипче не е било кој иселеник или еве потенцијален иселеник. Тој може да посакува да замине, а и тоа едно големо ама. Не може во исто време да биде партиски лидер. И тоа на најголемата опозицијска партија и некој што претендира да биде премиер или еве шеф на државата. Колку што знаеме, тој во моментов, освен што е лидер на СДСМ, нели редовно си објавува и лекарска пракса во Македонија. Според тоа, тој по повеќе основи има обврски кон државата и кон својата партија и е должен да објасни во детали зошто поседува златна виза. Со една нога надвор од Македонија не може да се нарекува лидер на македонска опозиција и партиски лидер. Со златна виза во джебот, која му овозможува трајно да се исели од земјата, што сака да ја води, не се станува иден премиер или председател. Едно со друго не одат. Не само што е неетички, туку едноставно на луѓе на таков човек не може да му се верува за било што. Например, памтите еден друг политичар кој исто така сакаше да му е здува од Македонија? Никој не е луд да го троши животот во држава која со години преговара со Европската Унија, истакна македонскиот председател Стево Пендаровски при обраќањето на форумот на млади лидери во Нови Сад, додавајќи да не бев председател и јас ке си иселев. Пендаровски се осврна на темата за одливот на мозоци и истакна дека младите имаат право да бараат работа во подобра земја. Они имаат само еден живот. Сите ние имаме само еден живот. И никој не е луд да го потроши тој живот во држава во која ние чекаме да отвориме некое поглавје, држава која преговара не знам колку години со Европската Унија, држава чиста просечната плата во мојата држава и ја мислам дека слично и во другите држави за кои сме сега на бина, и околу 400 евра. Па јако би било, јако не би бил председател, и ја би се селил од Македонија, од мојата земја. Следуваа бурни реакции на социјалните мрежи, а веста беше пренесена и во дел од регионалните медиуми. Киро Глигоров, Македонија е се што имаме. Борис Трајковски, сите заедно споделуваме една единствена судбина наречена Македонија. Бранко Црвенковски, името на мојата држава е и ќе биде Република Македонија. Ѓорѓе Иванов, да си ја сакаме, да си ја почитуваме и да си ја чуваме Република Македонија. Стево Пендаровски, да не сум председател и јас би се иселил од Северна Македонија. Сите знаеме каде заврши Пендаровски сега. Значи има председател кој би се иселил од државата ако не бил на функција, а сега имаат лидер кој во джеп има златна виза со која во секој момент може да фати џаде за Дубај. Веројатно, тоа е таа матрица на СДСМ. И една друга работа што исто така е важна. Што побогу му значи она дека сега цела оваа работа била на стендбај? Нели вери, преговарал за некаква болница пред да стане пратеник и партиски лидер, но сега сето тоа било како што вели на стендбај. Не ви е малку чуден тој исказ стендбај?
Тоа значи веројатно Филипче не сака да ја врати својата златна виза и се уште си ја чува во джеп. Ајде да ја врател, некако некој можеби ќе му поверуваше дека сега, ете како пратеник и партиски лидер, сака да се посвети на Македонија. Ама ова, дека се уште си ја чува, може само да значи дека Дубај уште му останува во душата како резервна варијанта. Или можеби пак Македонија му е резервната варијанта, а Емиратите главен дом. Луѓе, човекот пред некој месец на Конгресот на СДСМ беше и официјално избран за лидер на партијата. Да, едва со 18.000 гласови, најмалку досега, но сепак беше избран за председател. Шетан из Македонија и држи лекции како требало да се води државата, како да се справуваме со економијата, надворешната политика, безбедност на здравството, а во исто време со раката во джеп си ја гали златната виза. Што? Идејата му изгледа уште малку да помешетари тука, па ако не му успее да си ја здува за Дубај. Значи ли тоа дека СДСМ всушност има лидер на стендбај или дека Македонија му е држава која е само еден стендбај? Ужасно. Па во истото интервју обвинува дека владата на ВМРО ДПМН катастрофално менаџирала со економијата и со институциите и покажувала негрижа за граѓаните. Според стендбај политичарот, доказ за погрешните политики биле падот на индустриско производство, пад на извоз, сериозен пад на стандардот на граѓаните, како и цени кои што не се контролирале. Паралелно со овие критики, Филипче се осврна и на трагедијата во Кочени, обвинувајќи за селективна истрага и недостаток на одговорност кај институциите. Нели, тој вели дека СДСМ поднела предлог закон за финансиски надомест за семејствата на настраданите и повредените во Кочени, како и за поволности во образованието. Тој најави дека лично ќе разговарал со пратеници од сите партии за да му го поддржат овој закон, нагласувајќи дека тоа не требало да се политизира. Само да не биде ова уште еден стендбај, искрено да се слуша Филипче, како зборува за трагедија на вистина апсурд и смевање со народот. Убаво му одговорија од ВМРО ДПМН. Го прашаа што е следно. СДСМ и Филипче да поднесуваат закон за враќање на името, закон за модуларната, или закон за онкологија, или закон за потекла на имотот на Зоран Заев, или закон за поништување на законските измени од кривичниот законник со кој се спасија од прогон. Навистина е трагично и апсурдно е колку СДСМ и Филипче мисла дека овој народ се уште пие нафта и уште верува во овие работи. Чекајте бе луѓе, овој закон го предлага партијата кој пред една година беше на власт, власт во која директно учествуваше и Филипче, власт која го смени името, ги прифати бугарските уцени, власт на која и се случија Беса Транс, Ласкарци и модуларната болница кај ни загинаа над 70 луѓе. Па деновиве дури и се повикува на некоја си теренска анкета која му покажувала дека почнал да расте рейтингот на СДСМ. Кој ја правил? Каде е правена оваа фамозна анкета? Не кажам. Ама мислам, знам дека каде била спроведена. После изгледа и била направена меѓу новите граѓани на Дубај со потекло од Македонија. Еве сигурно двајцата клучни фигури со златни визи, сигурен сум дека не им се допаѓаат политиките на оваа влада. И нормално нема да им се допаѓаат. Интензивно се работи на инфраструктурно поврзување на сите полиња во државата. Се развива авиосообраќајот. После децении се вложува во железничкиот сообраќај, а во моментов активно се градат 4 нови автопати. За граѓаните од особено значење се новите авиолинии кои веќе сообраќаат и оние што се во најава. Министерството за транспорт во моментов преговара со Визар за линија Охрид-Будимпешта, откако унгарската компанија го укина летот до Скопје. Според вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски, новиот модел за субвенционирање по патник на доаѓање ги дава резултатите и позитивните финансиски импути. Има нови 10 линии, а вкупно во моментов од Охридскиот и Скопскиот аеродром редовно се лета на 64 дестинации, од кои 56 од Скопје и 8 од Охрид. Николовски најавува дека се планира и покачување на субвенциите, но под услов одредена компанија да отвори најмалку 10 нови дестинации. Сакаме да изголемиме субвенциите. Во моментов плаќаме за патник по доаѓање, значи за некој што би слетал во Скопје, плаќаме по 9 евра, а за некој што би слетал во Охрид плаќаме по 12 евра. Спремни сме да одиме нагоре под услов да компанијата понуди да отвори најмалце 10 дестинации во исто време.
Со засилена динамика се градат патиштата. Николовски вели дека граѓаните се сведок на завршените проекти во изминативе месеци, а во овој момент се работи на изградба на 4 автопати, односно по изборот на изведувач на делницата Кичево-Букојчани ќе има отворен фронт за работа на 5 автопати. Една од главните кочници во минатото за изградба на патиштата беше заглавената експроприација. Според Николовски, оваа влада експроприрала 5 пати повеќе парцели отколку претходната за 2 години само на коридорите 8 и 10. Она пак што со години македонскиот бизнес го алармира е неопходноста од функционален железнички сообраќај. Николовски најавува изградба на брза пруга која во патничкиот сообраќај ќе се движи од 160 до 200 км на час, а во карго превозот со максимална брзина до 120 км на час. Николовски најавува и модернизација на железничките станици во државата кои се оставени на заборав на времето. Но каргото со 120 км ќе значи дека државата ќе се поминува за помалку од час и пол, што многу ќе значи за развој на трговијата и очекувам тоа да е знатната кокошка на македонската економија. За новата железничка во Скопје, што популарно се нарекува, ќе зборуваме за брзо. Во однос на изградба на пругата со Бугарија, вице-премиерот вели дека кочницата е источниот сосед кои даваат политички изјави наместо да градат. Бугарија испратила драв договор за изградба на третата фаза, меѓутоа не се согласувале на средба на која би требало да се испеглаат разликите и забелешките кои ги има нашето министерство. Од домашна страна, завршена е првата фаза на пругата Куманово-Белјаковце, а идната година се најавува дека ќе се заврши и втората фаза до Крива Паланка. Нормално не им се допаѓаат политиките на оваа влада. Ако вака продолжат СДСМ нема уште 100 години да се врати на власт. Ете, премиерот Мицковски најави дека Македонија е пред инвестициски циклус од цели 4-5 милиарди евра. Значи, паралелно со инфраструктурата ќе се работи на подобрување на стандардот на граѓаните и нивниот квалитет на живот. Граѓаните ќе добијат подобар пристап и квалитетно здравство и надвор од главниот град. Например, ќе се гради клинички центар во Штип, болницата во Кичево ќе се гради на нова локација, а најавена е реконструкција на клиничката болница во Тетово, со која ќе бидат опфатени операционите сали. Списокот е долг и ако се реализираат сите овие ветувања, Македонија наскоро ќе се претвори во големо градилиште. И не само тоа, додека Филипче во джеп чува златна виза за да му ездува во Дубај, премиерот Мицковски беше во Емиратите и се врати со најави за милионски проекти. Премиерот оди кај шејкот за да преговара дел од петродоларите да се слеат во Македонија за македонскиот народ, а лидерот на опозицијата оди на концерт на Харис Джиновиќ и му помага на својот другар да ги сочува милионите евра. Па еве, сами видете разликата. И приказната не завршува тука. Но сега мора да одиме на еден блок реклами. Кога ќе се вратиме, ќе се дообјаснам до каде оди оваа дволичност. Останете така, се враќаме веднаш. Добре дојдовте назад. Еве сме при крајот и на оваа епизода на седмица. Во првиот дел, односно во делот пред рекламите, голем дел потрошивме на златната виза на Филипче, која прво негираше дека има, па сега призна, па вели не била за тоа што имал милиони, туку заради работа во болница и на крај зборевме како Македонија му е стендбај држава. И реков приказната за дволичноста не завршува таму. Беа во брак во владата цели 7 години. По изборите се подкараа, во последниве месеци се разведоа, ама сега ќе се смируваат за локалните избори. СДСМ и ДУИ не знаат каде тераат. Лидерот на СДСМ Венко Филипче, кој пред само некој месец целосно се огради од Ахмети, денеска најави дека вратите за соработка на изборите се отворени за сите, па дури и за нивните поранешни партнери, кои важат за една од најкорумпираните партии во државава. Директно прашан дали на предстојните избори би коалицирал повторно со ДУИ. Филипче не се одрече од Ахмети како пред тоа, туку рече дека биле подготвени да разговараат со сите политички партии. Ке разговараме со сите политички партии, меѓутоа принципите на коалиција значат дека коалиционите партнери прво треба да се почитуваат, понатаму да се целосно согласни околу програмите кои што ќе ги ветиме на граѓаните, односно имплементираме научени лекции од претходните коалиции кои што на некој начин имиџот на СДСМ го оштети. Изјавата на Филипче следи само 2 дена откако влијателната пратеничка Сања Лукаревска јасно се огради од ДУИ и порача дека заслужувале да останат во длабока опозиција.
Заслужуваат да останат длабоко во опозиција затоа што на овој народ му е доволно од пречките што ги имаме меѓу политичари од различни партии, а како капак на ова да слушаме дека ќе има протести затоа што некој смета дека веќе не е на власт и не може да ги влече конците како што беше претходно. Но не е само Лукаревска. И самиот Филипче во декември јавно призна дека неговата партија падна на изборите и заради поданичкиот однос кон Дуи. Да се остане во влада или да се одржи владата некој период подолго, а при тоа сериозно да биде оштетена нашата позиција. Впрочем, тоа се случи во последните години од владењето од 2022 до 2024. И да е само оваа изјава. Лидерот на СДСМ отиде подалеку нарекувајќи ја Дуи за корумпирана, а нивните закани за опасни и неприфатливи. Коруптивната стигма што Дуи ја носи со години е нешто од што јасно и недвосмислено се дистанцираме. Нивната реторика и подигање етнички тензии се опасни и неприфатливи за едно мултиетничко општество. Очигледно СДСМ како без компас се лизгани с политички тобоган во обид да обезбеди успех на предстојните локални избори. Па така Филипче цитира некакви си анкети кои покажувале дека нивниот рейтинг се зголемува. Но исто така се расфрлаше и со критики дека владината коалиција почива на теснопартиски и финансиски интереси и била осудена на пропаст. Значи, овие од СДСМ ниту се тераат, ниту се водат. Откако 3 пати, како од ѓавол се одрекува да Ахмети и неговата Дуи, сега ни најавуваат дека за локалните избори може повторно да го обноват бракот и да соработуваат. Што убаво си се најдоа? Едните корумпирани, другите корумпирани. Едните лидерот во джеп има златна виза да му е здува од Македонија, другите имаат човек кој палеше и гасеше во владата, а веќе ја кидна и Господ знае каде се крие. Знаете на кого мислам, на Артан Груби. Значи, она дистанцирање на Филипче од Ахмети и наводното ставање километри меѓу СДСМ и Дуи беше само неуспешна глума, за да пробаат барем малку да ја вратат довербата кај граѓаните, додека интегративците тонеа во апсења за криминал. Ама провидните политички игри на Филипче и неговиот тим се прочитани за кратко време. Ова нати го, дај ми го. Само ја потврдува непринципиелната политика и покажува дека СДСМ како без компас да се лизгаат низ политички тобоган, само да успеат да обезбедат некаков си успех на предстојните локални избори, кој тешко дека ќе го добијат. Досега купуваа време да добијат малку доверба и сега мораат да ги отворат картите, бидејќи доаѓа време кога на локалните избори ете ќе мора да соработуваат со некого за да имаат било каков учинок. Искрено не би ме изненадело да се формираат една голема коалиција меѓу Дуи, Левица, СДСМ, Еви и Таравари. Поединечно не можат ништо да направат, ама заедно ете може и ќе освојат некоја градоначалничко место. Тоа што е најстрашно е што повторно веројатно Али Ахмети ќе биде главен актер. Тој ќе им пали и ќе им гаси. Па можда ете и нема нова коалиција да прават. Можда СДСМ, Левица и Таравари само ќе се приклучат кон ој така наречен Европски фронт, бидејќи споделуваат исти вредности: манипулација, криминал и корупција. Само што овој народ не пие нафта веќе. Тоа го покажа на минатите избори. Така што и овој обид за соработка на локалните избори ќе биде залуден и сето ова непринципиелно друштво, мислам дека ги очекува уште еден голем пораз. Не џабе Филипче си ја чува златната виза на стендбај, ќе му е здува за Дубај. А Пасиев може да продолжи со морбидниот туризам, а ете може и да го примат како приправник во Комунистичката партија на Русија. А Ахмети, веројатно, конечно ќе се пензионира на Косово. Дај Боже, барем така ќе се ослободиме од оваа булумента. Ќе се ослободиме од сите овие за кои оваа наша Македонија е само стендбај татковина. И тука мислам дека е веќе време да ја завршиме и оваа епизода на седмица. Се надевам дека го задржа вашето внимание. Со Господ напред. Се гледаме за една недела во исто време, на исто место. Имајте пријатна вечер.